civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Добар ден, со нас е господинот професор доктор Иван Анастасовски. Пред се ви благодарам што прифативте да учествувате на ова интервју, кое што сметам дека е многу битно во нашето општество, особено во овој период кога говорот на омраза постојано расте, дел од политички општествени случувања, а тука често се употребуваат или злоупотребуваат навивачките групи од одредени центри на мок или па политички структури. Тоа најдобро ќе ни објасни професорот. Нашето прво прашање, вие имате едно истражување во однос на говорот на омраза околу навивачките групи, па може ли нешто повеќе да ни кажете околу тоа? Благодарам на поканата да гостувам на оваа телевизија, во вашиот проект, на оваа тема, која навистина во последно време, за жал, зима големи размери и се шири на некој начин, ја ќе речам, со некоја енормна брзина, да бидам пред се во негативна конотација, оти таа терминологија говорат на омраза или дискриминација, ако сакате, се е позачестена во нашето општество, за жал. Тоа е, мислам, некој рецитив од минатото што го влече нашата држава како дел од еден поранешен систем Југославија, сите тие премрежија, војни кои ни се случува, фрустрации и тоа на некој начин се уште ја би рекол дека Балканот, ние овде сме буре барут. И само чекаме момент кога сето тоа ќе експлодира. Во контекст на ова што вие го кажавте, значи 2016 година Меѓународниот ден на толеранција, МАН, како највисока научна платформа во нашата држава, организираше меѓународна конференција по повод тој Меѓународен ден на толеранцијата и бевме замолени јас како представник на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје кој работи во областа на социјалната сфера на спортот, не на практичниот дел на спортот, туку на теоретскиот дел на спортот, бидејќи јас во принцип предам социологија на спорт, заедно со мојот пријател и колега Лазар Нанев, кој е правник, направивме едно истражување кој ние сами тоа го организиравме на некој начин. Знаете, во општествените науки да направите големо истражување на некој национален примерок, навистина чини пари. Како и секој истражување. Ние со колегата Лазар во одредени сегменти сме спремни да покриеме одредено помало истражување кое е потребно да дојдеме до некој показател. Во контекст на тоа, од МАНУ бевме замолени по однос на тој диалогот на цивилизации и говорот на омраза и дискриминација како некои нови негативни предизвици во општеството, да дадеме свој труд, своје видување на тема интернетот и социјалните мрежи како можност каде навивачките групи, преку навивачките групи за ширење на говорот на омраза и на дискриминација во сегментот спорт. Оти ние двајцата, иако тој е правник, работиме во делот на спортот, го покриваме од повеќе аспекти и финансиски, и правно, и економски, како сакате. И од тој аспект ние се обидовме на популација од 54 испитаника, кои се исклучително припадници на навивачките групи. Збориме за во Македонија сите навивачки групи во Македонија. Ова е поново, бидејќи ја во мојот докторат истражував на поголема популација, 405 испитаника, меѓутоа тоа беше 2010 година. Навивачки групи, директно и поддржувачи во спортот. Овде говориме исклучиво за навивачките групи. Можем да го кажам искуството кое го имав и со навивачките групи, кога морав анкетниот прашалник и да го правам за мојот докторат на албански јазик. Што го почитувам правото дека другиот не ми го разбирам јазикот, прашалникот, за да дојдам до подобри податоци, квантум на подобри податоци, јас сум спремен секојаш да го направам на јазикот на кој што ќе ги добиете најдобрите резултати, кои мене ми се потребни податока за публикување. Значи, ние на 54 испитаници, од кои 34 од нив беа анкетирани по електронски пат, како припадници на навивачки групи и 20 испитаници беа на теренска анкета анкетирани. Се обидовме да дознаеме како тоа интернетот и социјалните мрежи како нова некоја платформа која сите реално ја користиме,
даваат можност да се шири тоа говорот на омраза и да има дискриминација по било која основа. Сега, говорам, на нашите простори највеќе е застапена дискриминација по таа етничка основа и национализмот. Во западниот развиен свет имате поинаква говорна омраза по сексуална ориентација или по боја на коша. Расизам, што го викаат популарно. Така да, за нашиот поднебје, за Балканот, за овие простори, многу е проблематично ширењето на национализмот, како за мене некоја појава која не движи во позитивна насока, каде што одредени структури сакаат преку тој национализам да доминираат и да имаат властвниство врз останатите. И се обидовме да ги прашаме невачките групи преку тој анкетен прашалник како тоа они имаат, дали имаат подобра можност и дали социјалните мрежи и интернетот им користи за да тие многу полесно се вклучат во процес на ширење на омраза, говор на омраза, дискриминација или брза организација или ако сакате регрутација, бидејќи свесни сме сите дека мнозинството на навивачки групи во нашата држава се млада популација. Ја овде имам и податоци точно како се според пол, како се според етничка припадност, кај се резиденцијален статус, село, град, кај припаѓаат. Затоа така и ги поделив и како такви можам да ги сакам да ви ги презентирам. Она што ми е едно од прашањето, дали навивачките групи функционираат како еден вид на партиски подмладок, кога ќе на некој дугме ќе им кажат ајде сега пишувајте го ова и тие така се вклучуваат или тоа го прават индивидуално? Да се навратам на она што ја кажав на едно подамнешно моје истражување за мојот докторат, каде што навлегов многу подлабински на навивачките групи, или тој момент на хулиганизам, што го викаат популарно. Хулиган е многу сериозна приказка, обележија на едно општество на островот во Британија. И во принцип хулиганизмот е некој вид како заштитена приказна во Велика Британија и кај нив припадник на таква група не сака во никаква конотација да има недопирни точки со политиката и полицијата. Во никој случај, тие се две спротивставени страни, така и се однесуваат и во приватно и на самиот терен, кога одат да навиват и да го поддржат својот клуб. Каква е праксата кај нас? Тоа доаѓам. Тој феномен кај нас имаме некако се извртени феномени. Оно што е нешто реално за западниот развиениот свет, кај нас се тоа извртува на некој начин. Што имаме овде? Овде имаме навивачки групи кои сакаат, кои се групирани од 1985, ако говориме комитите почнуваат тоа здружување во некоја форма на поединци, во некоја групна форма. 87 се оформуваат. До 85 ја почнуваат приказката, 87 и понатака почнуваат останатите навивачки групи и во принцип нивната задача пред се, нели како таква организирана форма е да го поддржуваат клубот, значи клубот пред се за кој што навиваат. И сега во поново време тој е еден социјален феномен на Балканите, особено имат големо влијание во Србија. Тие навивачки групи многу брзо регрутираат млада популација, ги придобиваат кај себе и како такви се спремни да направат било што ќе се побара од нив, дали клубот од една страна, во помали случаи, дали политиката или Министерството за внатрешни работи. Од тие на овие простори, според сите мои истражувања и укажувања, покажуваат дека се во релација со Министерството за внатрешни работи. Оти без тоа, без таквата конекција, тие не можат да ги борат своите позиции кога надвор од стадионите работат на, ајде така да го наречам, на црно или криминогено или се служат со некои активности кои се надвор од законите. Поради тоа им е потребна политиката и Министерството за внатрешни работи. Дали со тоа што имаат релации тие криминогени структури што се надвор од терените, па потоа им ги прикриваат, им ги ставаат досиета во фиока, па треба да одработуваат за некоја полициска структура, дали навивачките групи на тој начин работат и зошто, да се вратиме пак на прашањето, која е улогата за ширење на таков говор на омраза, кога посакуваат смрт на некоја етничка заедница?
И дали имаме ние механизам тоа да го спречиме? Токму сакам тоа, за да бидам попрецен во одговорот на ова ваше прашање, ќе ви кажам од кои навивачки групи ми беа анкетирани во трудот. Значи имаше од кумани, комити, чкембари, вампири, балисти, шверцери и без одговор. Тоа се структурите кои беа... Тоа се претежно фудбалски навивачки групи. А во кошарката кај нас... Да, освен кумани. Куманите повеќе се ориентирани према кошаркашкиот клуб Куманово. Пример, Аеродром Фемили се према кошаркашкиот клуб МЗТ. Тие немаат конекција со фудбалски клуб и од една страна, кога разговарав и со нив, тие имаат и многу лоша конекција, примери со националните репрезентации. Дел од навивачките групи не ги поддржуваат и националните тимови. Мислам, они се сконцентрирани само локално на нивното. И во принцип, знаете како, говорот на омраза е момент кога вие не само вербално и преку разни други форми на говор на телото испраќате порака за да некого понижите, дискриминирате, омаловажите, навредите, му направите одредена агресија, насилство. Во принцип, ако гледаме теоретски, тоа значи. Сега, во најголема форма говорот на омраза доаѓа преку вербалното навредување, што ако гледате во едно моје истражување, испадна дека вербалното навредување е многу тешко примено тој кој е навредуван отколку физичкото, кога некој ќе ви удри шамар или ќе ви удри бокс, ќе кажете окей, тоа ќе ми помине, меѓутоа кога некој ќе ве навреди врз база на сексуална ориентација, врз база на боја на кожа, врз база на ваша етничка припадност, тогаш тоа го луѓето, особено новие, потешко го примат, многу поемоционално. И затоа гледате најголем процент на паролите на овие простори се политички. И јас затоа би рекол, токму беше и тоа надписот мојот на мојата Facebook страна. Значи, вие имате ситуација кај што одредена навивачка група извикува име на одреден политички лидер. Тоа не може да го ставите во говор на омраз. Вие не навредувате никого со тоа, туку испраќате политичка парола за да ве слушне целиот светот и пред се фудбалот е многу популарна игра. И знаете како, медиумите се тепат да ги пренесуваат фудбалските надпревари. И вие во таква ситуација како политички групации ја користат ситуацијата. Ја користите моментот да ја пренесете пораката. Па гледаме на разни финалиња на Лига на шампиони ќе истрчат одредени поединци со некоја парола, ќе се врзат за стативата. Значи тоа се праќа и тоа вие на некој начин можеби да го ставите во делот на говор на омраза или дискриминација. Со тоа што некој не го прави вербално, туку го прави со одредени други гестакулации. Пример, фрлање банана на стадионе, да го навредите некого по бојата на негова кожа, што е во Англија многу сериозно санкционирано. Да, тоа ми беше едно од прашањата. Какви се меѓународните искуства? Како Англија се справи со тој говор на омраза, со тие хулигани кои што најчесто порасна основа на вредување? Хулиганите кои зема голем замав во нивното општество 80-тите години, после инцидентот на Хейсел, кога загина 132 италијани на финалниот надпревар помеѓу Јувентус и Ливерпул, инцидентот бил предизвикан од навивачите на Ливерпул, од најозогласните навивачи на Ливерпул. И по она што јас го истражував многу внимателно, а има и документарци тој настан имал некоја претходница година дена претходно на истите два тима некаде во Италија. Тој негативен набој, таа агресија на англичаните према италијаните, значи се собирала година дена. Моментот кога се случува таков хаос на Хейсел, кога самите навивачи кои го предизвикале инцидентот, го гледале тој немилосреден настан и сватиле што направиле, дел од нив самите се повлекле понатака од понатомошна поддршка на Ливерпул. Знаеш што значите вие, што значи тоа, јас сум бил таму на обсервација на Ливерпул или на некој навивач на Челси, страстен да му одземете право да не навива за тој тим. Мислам, тоа за нив е живот. Изедначено со живот. Они имаат работа, пиење алкохол и одење на фудбал. Тоа му е како религија неко. И они сами се имаат повлечено од срамот кој го доживеале преку тоа што го гледале. Маргарет Тачер прво што направила се извинила на италијанската јавност и на белгиската јавност, на тлото кај што е направен хаосот.
и таа превзема радикални чекори со шефот на полицијата тогаш. Ги менуваат драстично законите и од тогаш не ја нарекуваат челична лејди, каде што идат на варијанта нулта толеранција за највачките групи. Тие во тој момент ги разбиваат највачките групи, како такви да не постојат веќе, да не можат групно организирано да доаѓаат на надпревари, и полека се вртат према тоа навивачките групи да ги стават во графата, тоа што јас го истражував, супортер, поддржувачи. Значи, секој кој дојде на стадион, ќе плати билет за себе, за своето семејство, ќе земе пуканки, сок, пиво, храна, тој на тој начин го поддржува тимот за кој што навива. И сега Англија се сврте према тој тип на навивачи, кои се во исто време и економска сила на одреден фудбалски гигант. За да овие другите ги разбие и ги маргинализира на самиот надпревар. И сега, законите во тој концепт, значи законите во Англија идат во тој правец да на самиот стадион има поставено камери кои можат веднаш да ве детектираат. Полицијата нема таква юрисдикција како што имаат стюарди, како ги викаат стюард, редари. Редарски имаат многу обемни големи редарски служби. Редарските служби се тие кои можат согласно закон да интервенираат на стадион. Не полицијата. Кога навлегов подлабински, кога бев во Англија, зошто е тоа така? Вика, навивачот кај нас не ја сака полицијата. Не сака да биде изнесен од полицијата. И ние го почитуваме, вика, тоа право на навивачот и затоа редарската служба, која ќе направите вие инцидент на самиот надпревар, камерите ве сликаат веднаш. Редарската служба ве изнесува надвор и ве предава на полицијата. Што ви прави полицијата, тоа не знае. Меѓутоа редарската служба е должна да го изнесе. И сега, покрај законите, самите собственици, бидејќи таму клубовите се капитални, приватни се, не се обштествени. Самите собственици плаќаат големи казни за мајмунски пароли, за навреда према друг по боја на кожа, сексуална ориентација, националност или било како. Самите собственици прават санкции према таквите поединци, им ги одзимаат годишните карти и им забрануваат и они пристап на стадионот. Во последно нешто што можев јасно да го воочам, имаше еден господин на Стенфорд Бридж кој реагираше на голот кој го постигна Стерлинг со, говорам господин баш, многу нападно го навреди врз база на боја на кожа. Камерите, денеска знаете како и социјалните мрежи, телефоните, тоа бргу го евидентира, дури некој може и да го сними и тоа се зима како валидно. Господинот беше отстранет, му беше одземена годишната карта, самиот тој си влага во судска постапка, казните се мандатни таму. Немате за тоа судење. Мандатно. Вие сте фатени на дело, како навредувате некого, и човекот сам на Твитер се извини, плачеше, зашто го направил тоа во фаза на ефект. Океј, сите ние разбираме, идеме на стадион и знаеме како може во даден момент да не понесе одредена ситуација во позитивна или негативна конотација. Но ја лично како истражувач во оваа област не можам да сватам потребата за да ја дојдам на надпревар, да го поддржам мојот клуб, а во исто време да ве навредувам вас или било кој друг по однос на ваша етничка припадност, ориентација, сексуална или такво, не знам од кај доаѓа таквиот нагон и таквото чувство кај поддржувачите на спортот во новија простор. Една од причините зашто го правиме и ова интервју сега е последните случувања во нашата држава и надвор од нашата држава. Тоа е фудбалскиот надпревар помеѓу Динамо, Загреб и Шкупи, каде што ретка слика е каде што две навивачки групи спротивни навредуваат сосема трета етничка група која што не е ни присутна во ова. Како го коментирате тој феномен на омраза кон некого кој што не е ни присутен? Ако се сеќавате, долги години, ја бев и член на Фудбалската федерација, долги години кога идевме на стадионите да гледаме националниот тим. Во времето, после времето на, сега веќе починатиот Дзинго, популарниот Дзинго, сеќавате на една навивачка група, на секој надпревар него го окарактеризуваше со
сексуална ориентација. Иако ние не знаеме дали тој по сексуална ориентација навистина тоа или не. Меѓутоа навивачката група револт кон него како функционер во одредена спортска организација на секој надпревар си го навредуваше константно. И тоа веќе луѓето кај нас го прифатија како реалност. Во Холандија таа популација не смеете на стадион да ги навредувате. Кралицата Јохан Кројф. Никако не смеете, тоа е строго казниво. Таа геј популација што ние ја викаме. Меѓутоа гледат овде кај нас многу лесно се isfрлуваат пораки по некоја сексуална ориентација или било како. Каде што тој воопшто не е ни актер во надпреварот. Нели, суштината на сапорт, што викаат англичаните, на поддршката, моја, ваша, на било кој дојде на стадионот, да ги подигне или да го подигне клубот за кој што најава во моменти кога тоа му е тешко. Кога паѓа во играта, кога му треба охрабрување да тргне да го добие противникот. Или кога веќе добро му оди, да го охрабрува уште повеќе. Меѓутоа, суштината на таквото поддржување кај нас е изгубена. Доаѓаат моменти каде што вие најлесно можете да пратите парола на еден фудбалски надпревар. Конкретно еве са играат во Лигата на шампиони. Лигата шампиони е многу интересна за медиумите, за општата популација, особено на тлото на Европа, на старата дама. И вие можете на еден таков надпревар многу лесно да пратите аудио, тоа се вика вербална порака, која што може да се слушне преку малите екрани и таа да биде насочена кон некоја друга етничка група која воопшто нити учествува. Значи тоа се зима, да, генерално во тој сегмент како навреда кон таа говорна омраза кон таа навивачка група и од друга страна може да се земе како политичка провокација. Политичката провокација не секогаш, да бидам јасен, може да биде диригирана од одредени центри на политичка моќ. Да пратите одредена провокација. Гледате на тој надпревар играат Шкупи, кој е представник на Македонија, игра Динамо Загреб, кој е представник на Хрватска, се навредува некоја трета заедница која нема врска со надпреварот. Идеме понатака. Следствено на тој надпревар, ние во исто време имаме надпревар Фенербахче со Динамо Киев. Таму пак публиката организирано, ја тоа го напишам, не верувам дека председателот на фудбалскиот клуб Фенербахче ги има тоа мотивирано, оркестрирано го извикуваат името на политички лидер Путин, кој има војна инвазија на туѓа територија. Или Тоа е исклучиво политичка да. Ние не може да кажеме ако го извикуваат името мој или ваш или било кој дека е говорно омраз. Или па сега кога играше нашата фудбалскиот клуб Македонија Ѓорче Петров во Софија, со бугари, каде што ги навредува. Се доаѓаме до моментот кој ја многу цврсто навлего кога треба да реагира УЕФА. УЕФА е многу децидна. Ќе ви кажам еден пример. На времето игравме во Македонија со Шкотска. На градскиот стадион тогашен беше изведен банер од еден поединец кој беше во Хак во моментот од Македонија. Не е битно, имења не мора да спомнам. Делегатот го виде тоа и вика надпреварот не може да започне, ќе бидете сериозно казнети додека не го трнете банерот. Како политичка порака. На стадион доаѓате на меѓународен официјален надпревар на УЕФА, каде што УЕФА е организатор, таков банер не може да стои. Како федерација, менеджмент на федерацијата не можевме да го отстраниме. Немавме влијание над навивачките група која го донела тој транспарент за да прати политичка порака. Што се случи? Зашто ќе имаш инциденти? Не, ќе беше суспендирана нашата репрезентација и ќе им беа одземени бодовите, ќе беше казнета, казните се завише од 20.000 франци до 100.000 франци. Значи не се мали казните. Големи се казните, големи се казните, особено за такви политички провокации. И моравме да интервенираме кај политичкиот врв, за да таму некаде се даде команда и банерот беше веднаш тргнат. Тоа сватив дека таа спрега помеѓу навивачките групи со врвовите на државниот врв или политичкиот врв на некоја политичка партија се во тесна спрега, поради одредени XY причини. И токму поради тоа, вие сега имате извикување на име на поединец, лидер некој политички, кој реално тоа не е говорен омраз. Тие може да си го слава, да си го велича, тоа си е нивно право. Меѓутоа, не можете на јавен спортски манифестен начин да извикувате политичка парола. Тоа е веќе политичка парола, насочена кон величање на одредена политичка фигура. И тука
Европската фудбалска куќа е децидна. Казните се големи. Јас затоа напишав, не сум убеден дали председателот и на Фенербахче би преземал одредени чекори. Тој гледам дека се огради јавно. Значи, они ќе бидат Фенербахче санкционирани во два сегменти. Најбитниот сегмент за УЕФА ќе биде финансискиот. И тој ќе биде доста голем. Сега од друга страна, каде ја гледам непринципиелноста на фудбалската куќа европска. Имате и овде провокација во Бугарија, каде што на играчите кои играат на терен алудирате дека тие припаѓаат на друга етничка група или друга национална група, бугари, се со цел да го искористите моментот како навивачки групи кои се дојдени на стадион, политичкиот момент каде што се копјата се кршат за договорот со Бугарија, емоции, страсти. Значи, вие тоа користите, тоа е апсолутно мора да биде казниво, но ја лично, од моје искуство, мислам дека УЕФА ќе направи одредени отстапки и тој сегмент ќе го трне на страна, ќе се сконцентрира само на казната, каде што подоминантно е санкциите према сите оние кои го величат името на Путин, да бидат по-ригорозни. А ова ќе го занемарат. Тоа мене ми така делува, што би сакал да видам да ме демантираат во мојот став. Може би грешам во тоа. Ете, врековте која е практиката на УЕФА и во тие Лига на шампиони, Куп на УЕФА и големи надпревари. Но ние ве збориме за нашите, еве да се вратиме во нашата држава, каде што како нашата фудбалска федерација или без разлика на фудбалска федерација, било која навивачка група, без разлика дали се работи за кошарка, ракомет, ватерполо, и тука да се вратам и на едно друго прашање кое што еве гледаме дека кога игра македонската фудбалска репрезентација, ако гледаме во минатите години, сега веќе тој говор на омраза некако како да се поднамалува. Во кој сегмент? Во сегмент на фудбалската. Фудбалската репрезентација е лепеза од етничката колоритност што има од државата. Така. Сите етнички групи се застапени и сите етнички групи кои живеат овде се идентификуваат со таа репрезентација. Тоа е окей, тоа е супер, тоа е добро. Дали следното прашање, ви благодарам за интервенцијата, следното прашање ми е дали доколку нашите сите останати спортови бидат шарени во смисла на застапени од сите етнички заедници, дали говорот на омраза кон одредена етничка заедница би се намалила? Дали тоа е лекот, на некој начин еве гледаме дека казните и не успеваат баш. Во конкретниот случај, сега ќе ви ги прочитам кои термини најчесто се среќававме во истражувањето кои се навредли како навредлива форма во она што го правевме 2016 година. Значи, термините кои се во делот на говор на омраза, кои самите анкетирани субјекти поединци ги кажале, тоа се каури, шиптари, цигани. Значи, 24% од испитаниците ги детерминирале тие термини како навредливост и говор на омраза. Смрт за шиптари, гасни комори, предавници е 57%. Значи, повеќе од половината мислат дека термините како што се смрт за шиптари, гасни комори, предавници, уби, ги ставаат како тоа веќе за мене се и индици дека ти ако веќе викаш уби. Тоа не е само говор на омраза, тоа веќе и може да се направи дело од омраза како што за жал веќе имавме. Во полн процент 16% од испитаниците навредуваат врз база на термини. Ајде сега конкретно педери, сестрите да ви ги овакво и селјаци. Пример, како некој термин, тоа е за не е баш некој. Со 16. Тоа е она што ние го перцепираме. Сега врз база на ова, вие утре, бидејќи јас сум еден од и креаторите на законот за недостојно и недолично однесување на спортските надпревари во Македонија, како еден од автори, драго ми е што кога тој закон седеше во фиока повеќе години, кога работите ескалира во државата, во тој контекст мораше државата да го извади тој закон, да го стави на маса и да го имплементира и да види каде тој закон има нејасноти, недоречности и каде не може да биде поправа. Со неколку промени дојдовме до ситуација да извикување на вакви пароли, носење банери. Ова се
усно. Носење на банери, на транспаренти, од една страна бидат казниви како прекршок кој подлежи на финансиска основа. Значи, но тоа е на клубот. Останува врз грбот на клубот. И поединецот. Меѓутоа, висината на казната, не навлагам, државата ги изголеми енормно, тоа е добро, меѓутоа, немам прецизен податок колку од овие луѓе кои се детектирани и направиле ваков тип на говор на омраза, ваква вербална пресија према останатите и се казнети со одредена голема финансиска сума, за да тоа му влезе у памет и наредниот пат да не го прави тоа. И да биде пример за другите дека... Јас сум присталица, кога превентивниот сегмент не функционира, вие мора да навлезете во репресивниот дел. Репресивниот дел се казните. И тука мислам дека нашата држава малку делува заштитнички кон луѓето кои ги прават овие вербални агресии. Так, прашањето ми беше затоа што во реванш над преварот Шкупи Динамо, ние имавме интервју со директорот на Шкупи, господинот Омер Буњаку, каде што ги замоли навивачите, кога ќе дојдат, да не користат говор на омраза. Но видовме дека и во Скопје повторно имаше такви скандирања. Во овој случај, како клубот може да се заштити од такви навивачи? И што може да превземе државата, затоа што некој гледаме дека не им носи добро на клубот, може и финансиски да го оштетат. Финансиски сигурно го оштетуваат. И тоа што е најтрагично, таа казна мора да ја плати собственикот на клубот. Ако клубот е капитален и во негова собственост, тоа ќе треба да се плати од неговиот буџет, од неговиот джеб. Меѓутоа, кај нас малку и системот на финансирање е чуден, комплексен, да кажам недоречен. И во тој сегмент казните може би додат од државниот буџет. Со преку овој ваучер систем, па дел од клубовите преку тоа и ќе се успеат да ги покријат со наши пари. Да, меѓутоа казните се многу ригорозни кога настапувате во европскиот сегмент. И затоа представникот или председателот, директорот на клубот од тие причини, познавајќи какви се казните, единствено што му останува е да апелира многу јасно, многу прецизно до навивачките групи да не го прават тоа. Оти тоа ќе оди на конто на буџетот на клубот, кој што да бидеме реални и од тоа учествува во европските надпреварувања, сака и да профитира. Оти УЕФА наградува, УЕФА ве наградува за учество многу добро, меѓутоа и многу ве казнува. И знаете како, некојаш дел од тие средства кои треба да ги префрли УЕФА, која ќе ги изрече казните, ради тоа, делегатот го нотира, може да се случи вие да не добиете средства. А сте ги планирале во тековната година дел од учеството од тие средства. Од тој аспект мислам дека треба полека да се движиме према тој систем што го правеше Англија, да дадеме шанса секој од нас да дојде на надпреварите. Во моментот, да бидеме реални, осем навивачките групи, ретко кој друг поединец, фамилија, група, сака да дојде на надпревар, да плати билет и да гледа фудбалски 90 минути да ужива, или да гледа кошаркашки надпревар, да гледа одбојкарски надпревар. Тоа во моментот ние немаме публиката на стадионите или во спортските борилишта, спортските арени. Единствено ја имаме кога игра национален тим со некој добар представник, звучен представник, да бидам реален, и ја имаме кога игра некој фудбалски или друг кошаркашки со некоја противничка екипа која е европски етаблирана. И знаете како, во тоа што јас сега го работам и пишувам за тој идентитет, идентификување, глобализација и спорт, приметив во многу пати низ годините наназад и го имам ставено во моите книги. Публиката долги години која доаѓаше на стадион, особено да боди националниот тим, која ќе изгуби националниот тим, секогаш викаат изгубија. Али која ќе победи, победивме. И сега тука ја тоа го нотирав со големи букви. Кој изгуби и кој победи. Како они кога ќе изгубат, они само губат. Не губиме ние, значи ние не се идентификуваме со нашите поединци спортисти кога губат, туку сакаме само да се идентификуваме само кога победуваат. И затоа ви кажам она што вие и пред малку ме прашавте. Ако имате колорит во националниот тим,
од сите етнички групации, како талент. Сега да бидеме реални, спортот не ви е политиката, па вие ќе кажете 20% групација, не. 15%. Во спортот, кога капиталот го диктира спортот, тој ги купува најдобрите, најталентираните, највредните, најупорните и тие мора да бидат, затоа сика селекција на крај, селектирани, да даваат резултати. Во фудбалот имаме таква селекција која јако дојам на надпревар и сакам да ве навредам по однос на вашата етничка припадност. Мене ќе ми биде непријатно оти го навредувам и тој Адеми или не знам друг кој исто така се идентификува со грбот на тимот, со нашиот национален тип и со нашата држава. И тука веќе почнуваат можеби да се отвараат визиите кај групите и кај поединците, чек. Сега ако навредам, го навредувам и нашиот. Така, тој што дава голови на тој што се радува. Во кошарката и ракометот, како популарни спортови во оваа држава, се уште е еднонационален тим, ајде да кажам така. Селектирани се само припадници на мнозинскиот народ македонци и тука вие немате друга група. Логички е да немате ни поддржувачи од другите етнички групи, да не сака да дојдат да гледаат кошарка, ракометот и они викаат нема од наша група. Меѓутоа пак ќе кажам, во спортот треба да ги квотите трнеме на страна. Исклучиво талентот, знаењето, вештините кои го манифестираат спортистите доаѓа до тоа. Меѓутоа, тоа не значи дека треба да се работи за да истиот тој колорит го направиме и во другите национални тимови и многу ќе ја намалиме омразата едни кон други, барем во делот на спортот. Оти спортот е манифестна работа и многу лесно можеме тоа да го слушнеме. Ако идете на некоја театарска представа во култура, вие можеби имате актери албанци, македонци, роми и било какви, меѓутоа таму немате медиуми внатре директно и немате нагон да вие навредувате некого. Туку имате аплауз, имате награда преку фацијална експресија. Плачете ако сцената е овакво или се смеете или било како. И тука е заедничко за сите. И заеднички именител е за сите. А овде на спортот ги имате камерите, имате популарноста, сакате да ги полите вашите политички погледи, вашите фрустрации, вашите емоции, многу лесно тоа го правите и таа парола веднаш одекнува. Оти знаете како? За црното веднаш се пишува. За белото многу ретко. Да. Јас еве едно од последните прашања е ко гледав еден документарец за навивачките групи во соседството и има едно прашање, вели, дали повеќе го сакате Партизан или го мразите Динамо? И одговорот беше повеќе го мразам противникот отколку што го сака сопствениот клуб. Он оди да навива за да го мрази противникот, а не затоа што го сака толку многу својот клуб. Дали со ова парола настапуваат нашите навивачи? Дали одат за да го мразат противникот отколку да одат да со љубов кон својот клуб да го бодрат? Знаете како? Пример во Англија, која што е лулката на овие процеси, во Изград имате пример два етаблирани фудбалски големи гиганти. И сега има групации кои се, јас затоа викам во моето истражување ги поделив кои доаѓаат навивачки групи кои живеат во град рурален дел и кои живеат во село, во град урбан дел и кои живеат во село рурален дел. И сега пример, имате Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. Едните се граѓани и тоа се градското јадро и тие не ги сакаат, локално не се сакаат. И паролите се секогаш во аспект на навредување по таа основа. Ама тоа, знаете како, тоа некогаш делува и симпатично. Само ќе ви кажам една работа. Кога бев на обсервација Англија-Андора во Англија, на Вембли, стадионот беше полн. Не дека сака да ја гледат Андора. Андора е максимално тогаш беше аматерска репрезентација, туку да ги видат своите звезди, публиката. И кога даде гол Руни, публиката во Лондон не го сака. И извади маски на Шрек. Они поради неговиот изглед го идентификуваат со Шрек. На некој начин тоа делува и симпатично, да ви кажам. Тоа е по ова новата терминологија, интернет, социјални тролање. Сега тоа го викаат по ново тролање. И тоа многу пати, делува и шмекерски, делува и така, фино и за публиката. И кај нив тој аминозитет локален е многу доминантен, многу доминантен. Кај нас на овие простори, поради тој национализам и тие процеси кои се случували и во Југославија, вие навивате за Партизан
Навивате за Звезда во Белград, меѓутоа политиката ве усмерува да вие го мрзите Динамо, кој е регионално во друг регион на државата, ама поради тоа што тие се друга етничка позиција, вие имате голем аминозитет према таа групација, према таа групација. И од тој аспект, ако да направиме една ретроспектива, најголемите проблеми кога се патувало од Белград до Загреб се правеле во Вуковар. Кога поминувал возот, таму возот морал да застане, полицијата се тргала и таму имало страшни тепачки на таа национална основа. И тоа е нотирано во сите документи со години наназад, кога ни се случи 91-а распад на Југославија на Максимир. Токму пак групација од Србија и Хрватска ја растурија условно. Максимир беше почетната каписла да се растури таа држава. Значи, тоа си има следствено многу активности. Затоа јас говорам. Пример, вие се во Скопје имате клуб кој е Вардар, кој е во втора лига, етаблиран стар македонски клуб. Имате Шкупи кој е шампион, кој е со пример доминантно етнички капитал, ајде така да го кажам. Исто така и овде, меѓутоа на терен играат мешан состав. И сега да гледаме некој аминозитет по таа локална поставеност е окей. Меѓутоа тука секогаш искрите ќе бидат на таа национална база, оти ние овде имаме слаба економија и најлесно е да ги подгреаме страстите од тој сегмент. И вие доаѓате не толку да го бодрите Вардар кој го сакате, туку да го навредите тој друг кој игра за Шкупи или па некој кој навива за Шкупи од другата страна. А е по етничка линија поинаква од вашата. И тука затоа на Балканите имаме сериозен проблем. Ако се сеќавате во Дженова србите направија инцидент за да го прекинат политички организиран инцидент во Дженова со пароли за да се преткине надпреварот помеѓу Италија и Србија. Кога Србија требаше да биде исфрлена од понатамошни надпреварувања. Значи, вие имате политички веќе инцидент на друга територија. Значи, докаде оди тој ум кај одредени поединци или групи да ги манипулираат највачките групи, пак е станата на почетокот, тие се масовни. Тие се пред се од млада популација и многу лесно влагаат во ризик. Не им е толку преспетлив ризикот, им врие крвта и влагаат во ризик. И тоа е добра маша за одредени моćници тоа да го користат. Кој што може да ги користат и надвор за себе и за своите политички или било какви амбиции. И на крај една порака, која е вашата порака до навивачите и како да се однесуваат на теренот? Па во принцип, ако јас сум бил вистински навивач, во бивша Југославија припаѓав на навивачката група Дели, и тоа многу сериозно, ми се случи еден инцидент, и ја во тој момент застанав пред себе, да кажам дали ќе продолжам во тој пат, или ќе продолжам во другиот пат, да ги анулирам, да работам да се анулираат тие недостатоци и да заштитам голема плејада на луѓе кои од тогаш навакеве денеска имаме стотици кои изгубиле живот поради таквите спортски политички консеквенции. Јас се префрлив на другата страна, меѓутоа останав активно да работам и да поддржам фудбалски клуб и да се ставам во графа на поддржувач од секој можен аспект. Да градам љубов према клубот, да му помагам на клубот, а не да градам омраза према другиот. Јас сакам мојот клуб да победува, што е сосема нормално, и сум спремен како навивач, поддржаш на тој клуб, да направам се тој клуб да оди напред. Али во рамките на дозволеното и во рамките на цивилизирано однесување. А од друга страна, навивачките групи добро е што градат поврзано со клубовите. Добро е што сака да им помагаат. Меѓутоа треба да се држат само до тој сегмент. Да не подпадаат под притисок на одредени моćници под влијание и тогаш ја губат смислата за нивното постоење и стануваат проблем во општеството. Како за себе, така и за останатите. Од тој аспект, значи, интенција ми е да повикам да секој еден навивач или поддржувач на спортот својата енергија насочи кон тоа да му помогне на сопствениот клуб или сопствената национална репрезентација која нели ја поддржува. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.